Свадба без музика и оро не е свадба, велат музичарите. По најавите дека од следниот месец можно е да почнат со работа рестораните за прослави. Од музичката фела итно бараа да има протоколи за музика, како и точен датум кога ќе почнат со нивните ангажмани. Вела дека повеќе од година дена се оставени на цедило и во неизвестност. Не знаат што да планираат и што да им одговорат на младите кои ги бараат за нивните прослави. Има свадби закажани, се уште е статус кво, значи не знаат ни младите, не знаеме ни ние. Конкретен став дали ќе има свадба, ќе има музика. Музиката треба да биде одвоена толку на бина, да не се симнува меѓу останатите гости. Ние сето тоа ќе го запазиме. Значи мораме од недека да стартуваме. Апелираме до владата, до Комисијата за заразните болести да седнат на маса, да разговарат за нашиот проблем. Нека одредат протоколи според кои ние веќе се однесуваме. Од музичките здруженија велат дека ако не се дозволи музика на семејните прослави, чашата ќе се прелее и ќе мора да излезат на улица да ги бараат своите права. Тие уште минатото лето доставиле нивен предлог за протоколи и не им е јасно зошто владата го избира најлесниот пат и им забранува да работат. Наместо да се донесат протоколи, што е можно поскоро како во соседните земји. Сите тие протоколи може да функционираат без било како проблем. И има сигурно објекти кај што нема инфраструктура адекватна, но тие објекти до сега може да се преуредат или на крајот на кришта да се адаптираат во било кој смисол. Така да протоколи постојат. Гледаме и во околните земји дека тоа веќе функционира. Според неофицијални информации на последните два состаноци на комисијата воопшто не е дискутирано за тоа дали ќе им се дозволи на музичарите да почнат со работа. Се чека зелено светло од владата за да може комисијата да ги изготви протоколите, под кои ќе работат не само музичарите, туку и рестораните за свадби. Александра Костовска, Сител телевизија.